Добро утро, почитувани слушатели на фреквенцијата 107,4. Време е за уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Ивица, добро утро и за тебе. Добро утро. Ово утро наш гостин е пратеникот Љупчо Пренџев. Да. Човек кој, само ве молам микрофонот доколку може да го доближите вака, како кај мене ше. Човек кој често ни гостува, секојаш ни радо виден гост, така ли е? И голем познавач на безбедносните случувања во земјата, за кои ќе разговараме денес, но ќе почнеме со црната листа на Соединетите Американски држави. Пренџев, добро утро. Добро утро и поздравите некои што не следат. Соединетите Американски држави објавија дека Рамис Мерко се наоѓа на црната листа на земјата поради корупција, но во исто време вчера амбасадорката Агелер рече дека ова не е крајот и дека ќе има и други лица кои ќе се наоѓаат на црната листа. Ова како топ-шоп е... Ако може. Ова како топ-шоп, Љупчо. И тоа не е се. И тоа не е се, да. Добро, кога зборуваме ние за листите и кога зборуваме за тоа што ни се случува во општеството, корупцијата е рак рана на нашето општество. И тоа можеме да го забележиме од изјавите на сите позначајни меѓународни организации, амбасади, дека едноставно корупцијата го јаде општеството од внатре и тоа е многу сериозна работа, пред се за нас сите што живееме во Република Македонија. Ако ние направиме анализа, ќе видиме дека за корупција ние не зборуваме од вчера или од завчера, зборуваме многу одамна. Да, но вчера многу добро прашање на Постој Ковачевски, премиерот, морам да и тоа сакам да го искоментирам и Ковачевски. Он вика, не ми е јасно како вика од толку илјадници километри американци ви утврдиле дека има корупција, а ние вика овде не сме утврдиле. Да. Ќе зборуваме за тоа, но поентата ми е дека ако видите вие од 2002 година, последните 20 години, 2 декади се доволен период да се направи анализа, ќе видиме дека ние зборуваме за корупција и во 2002, во 2005, и во 2008, и во 2018 и зборуваме и сега за корупција. И практично сметам дека треба и ќе продолжиме да зборуваме. И ќе продолжиме. Се надевам дека не, јас сум убеден дека корупцијата ќе зададеме кога ќе се смени власта во Република Македонија, тоа ќе биде за брзо, бидејќи само месеци се во прашање. Сметам дека како следна влада ќе зададеме сериозен удар на корупцијата и ќе ставиме на минимум, бидејќи навистина вие може да работите колку сакате, да правите што сакате, доколку имате едно корумпирано општество како ова сега, тогаш се вие западио и луѓето се иселуваат од Македонија. Во поглед на изјавата на Ковачевски, така ако гледате вие од страна, многу интересна изјава во која што тој ништо не знае, тој не е од тука. Доколку му ги видите изјавите, ќе видите дека тој како да ги има абстрахирано 5 години на Зоран Заев како премиер и сега само и други како власт. Тој беше функционер. Во кој што тој беше заменик министер за финансии. Јас само ќе го потсетам дека големи беа надежите дека корупцијата ќе се намали во Република Македонија со промена на власта во 2016, односно во 2017 година. Тоа им беше еден од основните столбови на СДСМ, дека ќе зададат удар на корупцијата. Сакам да го потсетам дека прво што се случи е дека неговиот поранешен претседател на партија и премиер Зоран Заев беше човек кој што се стави прв на чело на реформите на судскиот систем во државата. Тоа беше уште во 2017 година и беше една од првите негови одлуки. Иако беше критикувана дека не може политиката да го оправа судството, тој сметаше дека има сериозен кредибилитет и поддршка од граѓаните тоа да го направи. Единствено што направи е тоа што се ги среди 2-3 колку имаше таму кривични пријави во основното јавно обвинителство, тие ги снема од дневен ред по судниците, а него го снема од претседател на тоа управувачко тело, како се викаше, за судскиот систем во државата, кој што требаше да се оправи. Така што генерално не можеме ни да даваме изјави дека ништо не знаеме и да даваме изјави дека сме вчудени видени и како определени органи тоа не го гледаат, кога на пример владата има луѓе, председател на државата, има луѓе кои се предлагаат во определени совети во обвинителството и во судскиот совет, таму гледаме дека работите не ни се розови и сметам дека она тргање на рацете од реалните проблеми
тргање на рацете на страна, воопшто нема да го амнестира господинот Ковачевски, бидејќи граѓаните на оваа држава точно знаат кој што ветувал, кој што прави и како одат за жал работите во Република Македонија. Интересно гледиште Ковач Пренџов, но она што останува како да бдее во јавноста се оние најави за наредни како се вика, за наредни ставање на црната листа. Во Македонија има една теорија дека наводно овие црни листи ќе се искористат како начин да се изврши притисок кон пратениците да гласаат уставни измени. Не го гледам јас тоа така воопшто. Мислам дека едното со другото не е поврзано. Тоа се два одделни процеси. Оној процес кој што ни е нас иманентен проблем во државата е корупцијата. Корупцијата, она висока корупција. Дури сметам дека туку многу, бидејќи на почетокот сите пријатели на Република Македонија помагаа во делот на корупција преку правење на акциони планови, преку правење на определени законски промени, нови законски решенија, споделување на туги искуства што биле кај нив, што дале плод и така натаму. И практично кога гледаат дека државата од мртва точка не се помрнува и она што е полошо, сите ние можеме да видиме дека корупцијата е на повисоко ниво од тоа што била пред 5, 10, 15 или 20 години, тогаш се прибегнуваат кон вакви работи кои што наистина треба нас сите овдека во државата да не замислат што ни се случува и да се вратиме на изјавата на Ковачевски како тоа знаат неколку илјади километри, а не знаат нашите правосудни органи, но никој не треба да бега од одговорност. Ајде вака се, значи една работа со која што се Липчо постојано си имаме разговори тука. Може ли бирото на портпаролот на Стейт Департмент да биде замена за цел правосуден систем? Илица, кој тоа така го гледа? Ја го гледам. Ама сега види, Да, ја го гледам. никој во ја не сум видел дека никој во државата, значи, окей е твоја позиција, но никој тоа не кажал дека е замена за правосудниот систем. Нигде тоа, ниту од Соединетите Американски држави тоа го тврдат, ниту од власта тоа го тврдат, ниту од опозицијата тоа го тврдат. Никој релевантен фактор во земјава не ја застапува оваа позиција која ти ја напаѓаш. Не, ја не мислам, за мене е срамота, еве ти како граѓанин на Македонија, бирото на портпаролот на Стейт Департментот да ми биде замена за правосуден систем. И ја мислам, не, да. они си штитат своите интереси. Добро да ние треба нашиве да ги штитиме. Значи, факт е дека таму имаме еден проблем. Факт е дека тој проблем не се решава, поима немам како да се реши. Еве, ајде. Што е муабетот сега? Тоа сакам да те прашам. Како да го решиме овој проблем? Како да го... Видите, јас согласувам дека ние треба да си гледаме нашите интереси, бидејќи дали ќе живееме во корумпирано општество и секој оној кој што нешто значи, нешто постигнал, се образувал и така натаму ќе избега од државата, или ќе живееме во едно нормално општество со минимум корупција или воопшто нула корупција, и тоа зависи од нас. Нас никој не ни се меша во правосудните органи, никој никого не го приведува, не го носи на суд и не го обвинува, но само секој има право да каже кои луѓе му се пожелни или не му се пожелни во неговата држава, и тоа е сосема легитимно. Тука не гледам проблем. Проблемот е во тоа што кој изминативе години, децении дозволил преку определени законски решенија, преку определени кадровски решенија во правосудството да дојдеме во ситуација во која што од прв човек во Македонија да прашате до последен човек ќе ви каже дека има многу корупција во општеството, дека таа корупција ја јаде, и тука запираме само со констатации. И јас сметам дека како одговорни чинители во општество, независно дали сте со политика, новинарство, дали се бавиме со друга општествена или неопштествена дејност, ние треба понекако да придонесеме за тоа наше заедничко добро, и тука јас не гледам никаков проблем. А ова дека перцепцијата за која збори Ивица, ја имаат и дел од луѓето во земјата таа перцепција дека еве сега американци ќе не бидат замена за судство и за Не гледам така. И дека не треба така. Ја тоа го кажам. Не треба така. Тоа е проблемот. За да не треба така, треба акција. Сега не може ние да чекаме Америка да не ги решава проблемите. Америка си има своји проблеми, планина големи, поголеми од нашите. Знаете што се проблемите според мене многу поголеми. Проблемите е тоа што ако видите во последниве, да речеме, не знам, 5, 6, 7 години, сите крупни афери, скандали, дали се финансиски, дали не се финансиски, во оваа држава се коруптивни,
Или ги откривате и ги објавувате вие, медиумите, или ги открива и ги објавува опозицијата. Ние во старт имаме проблем. Видите ги сите големи Добро афери. е тоа. Работата е само дали се Да, разрешува. Ама не, Ивица, Значи, вие види сте пример платен. Рашковски, Аха. случајот Драги Рашковски. Добро. Да не бевме ние медиумите, Рашковски никогаш немаше да биде процесуиран. А знаеш како? Истото важи и за Катица Јанева и случајот, нели, тој голем случај со случајот Рекет. Да не беше еден италијански медиум во соработка со наши медиуми, никогаш немаше Па види, па да не беше Вашингтон Пост, немаше никогаш Watergate. Да, но суштината е дека Во цел свет е така, што? во цел свет е така, но во цел свет имаше институции кои што и превентивно, делуваат, кои точно. делуваат Добро. пред да се случи тоа. Значи не мораше сите да дознаат во Македонија да биде толку очевидно дека Катица рекетира за они да реагираат на Како крај. беше Боки Тредичи, што се Затоа што пријавите кои биле еве за рекет поднесени, знаеш колку време биле поднесени пред воопшто да се објави случајот. Јас согласувам, сметам дека медиумите, медиумските работници, новинарите, значи вашата улога покрај тоа да имате истражувачко новинарство, вие да известувате што се случува и да информирате јавноста за тоа што се случува во државата, во општеството. Пак ќе повторам, не е нормално да 90% од аферите, коруптивни скандали, финансиски скандали ги дознава и објавува или некој медиум, новинар или опозицијата, бидејќи ние плаќаме, вие вашиот данок, јас од мојот данок, сите што не слушаат во државата, плаќаме даноци. И тие даноци се распределуваат за војска, за полиција, за обвинителство, за судство. И сега кога ние одделуваме нашите средства, пари за луѓе, треба таа работа си ја вршат. Согласам. И не треба се доведуваме во ситуација да ни кажуваат значи, сите. По мене, опозицијата и медиумите секаде се тие кои што објавуваат работата, овие што не спроведуваат после она кога ќе се објави нешто, треба да се вклучи моторот и системот Знаеш за треба Мерко колку работи беа објавени сега. Да, имаше за него Значи, така. се што. Да. Пренџов, дали мислиш дека тоа што висок функционер на ДУИ е на оваа листа, може да се толкува и како своевидна политичка порака од САД, дека вие сте ни партнери за ДУИ, или веќе не сте ни партнери, може би тоа е пораката, или може би пораката е вие сте ни партнери, но едноставно нема да го толерираме вашето коруптивно дивење во Македонија. Видете, тука има два аспекти. Коруптивно дивење. Прашањето, за тоа вие сте ни партнери, јас сметам дека на Соединетите американски држави им е партнер Република Македонија. Исто како што на Република Македонија се партнери Соединетите американски држави и таа работа ја гледам така. Во поглед на Рамис Мерко, исто така е за факт. периодот 2006-2008 година, кога токму Соединетите американски држави правеа огромен дипломатски притисок дуи да биде во владата, а не ДП, така ли? Да, заради тоа што има Бадинтеровото мнозинство даваше стабилност, така беше фактот. Јас не го знам тоа, но поентата ми е, така беше се. не знам дали е така, но поентата ми е дека тоа е првиот аспект, дека ние сме партнери како држави, и вториот аспект, како што јас ги поимам работите, е тоа дека малку преска го загатнавме прашањето, ние разговараме за огромна корупција од 2002, речеме до 2023, 20 години, имаме во државата две константи. Првата константа е тоа дека има голема корупција и втората е дека дуе континуирано на власт како владен партнер и на централно и на локално ниво. Така што не би сакал да цели групации да се жигосуваат, но од друга страна пак не можеме кога некој ќе ви беседи во собрание како Артан Груби на пример, кој бил татко, мајка, баба, дедо на корупцијата, сега громогласно да молчи. Така што треба да видиме прво ние што правиме во општество, бидејќи ние тука треба да живееме, тука треба да ги растеме нашите деца и корупцијата ние подеднакво секој согласно својата позиција и согласно својата моќ и улога во општеството треба да придонесе индивидуално за намалување на корупцијата, бидејќи тоа е за општо добро. Согласувам, целосно работата е ова, не знам дали сте во тек, ова приказнаваше околу судскиот совет. Сега нешто зборуваме за генерален ремонт, генерална промена на судскиот совет или мислам дека таму никој ништо не знае кој што прави, мислам дека се купува време. Јас еве од кога сум пратеник
Го имавме прво господинот Здравев беше председател на судскиот совет, па господата Црвенковска, сега уште 20 се сменија последниве 2 месеци. Но она кое што е константно, јас ги читам обично извештаите кои што ги доставуваат тие прво до Комисијата за политички систем и односи помеѓу заедниците, потоа одат и на пленарна комисија, на пленарна седница. Се гледа дека и самите тие констатираат согласно бројот на предмети колку судови се ажурни, колку судови се неажурни, повеќе од 70%, 60-70%, самите се констатираат дека судиите им се, односно судовите им се неажурни. И секогаш имаат определени оправдувања. Не знам до кога ќе живееме со такви оправдувања, бидејќи сметам дека нема, јас секогаш што го зборувам и во емисија сум го зборувал, веќе нема место под тепихот да ги ставаме работите под тепих, мораме да ги вадиме и една по една да ги решаваме. Пренџов, тука ќе одиме со една кратка пауза за реклами, по кои ќе отвориме практично централната тема ово утро, тоа е околу ОТА и околу новите набавки за прислушкувањето. Пренџов, ти ја водиш комисијата за АНБ. За надзор на работата на АНБ и АРА. Така, на Агенцијата за разузнавање и Агенцијата за национална безбедност. Уште со истите проблеми, претпоставам, нема потреба да прешуваме. Постои уште една агенција во тој безбедносен систем, тоа е ОТА, таа која го спроведува прислушувањето. И сега има еден своевиден скандал во ОТА. Има некоја нова набавка на опрема која отвара дилеми во јавноста дали ќе може да се злоупотреби. Го следиш и тоа? Не сум јас член на таа комисија, но го проследив пресконференцијата која што ја имавме, дека согласно некој член, дека членот 2 е прекашен и дека може да се набави некоја опрема која што може да биде предизвик, односно да биде проблем за целата национална безбедност. Ние сме како општество 2-3 пати изгорени од тие работи, бидејќи тоа е целосно нарушување на довербата кон институциите и јас се надевам дека таа работа ќе се истражи целосно и ќе биде расветлена благовремено. Од она што го слушнав, колегата Петрушевски кажа дека сите пратеници, независно од политичката партија, постапиле начин на кој што постапиле и очекувам да имаме брзи ефективни резултати. Морам да бидам искрен дека понекогаш ме изненадуваш со твојот талент за дипломатија. Ако кажеш, постојат дилеми дали ќе биде злоупотребено. Како живееме во ера после Асанж и Сноуден? Се сомневаш ли дека ќе биде... Сомневаш дека било која држава на светот тоа не го злоупотребува? Ја воопшто не се сомневам. Или дали го злоупотребува или да знаеш дека значи тотално не дилеми никакви веќе, знаеш. Формално правно злоупотребите доаѓаат онаму каде што има дупка во законот. И каде што има можност, например, американците да го донесуваат тој Patriot Act на уште кој беше? Време тајност на комуникација ми било прави со првите 10 амандмани на уставот. Каде што за тероризам буквално секој може да го стават на гледање. Не може што е суштината? Што е суштината? Суштината е дека ние сме своевиден светски феномен. Кај нас на пресконференции на партија со цела година се пушта снимки од разговори. Тоа се претвори во еден воајеризам. Ние сме своевиден феномен до ден денес, до 2023 година, уште со тие снимки што ги дистрибуираше Заев по државава, до ден денес уште се рекетира со снимки за швалерај, за промискуитет, за хомосексуализам, за ова, за она. Па не го гледам така, гледаш, Грција имаше сега скандал истаков. Грција имаше скандал. Бугарија имаше. Ама дали на пресконференција некој ги пушташе снимки? Види, во Бугарија ги пушта како на Собојко, нели која лета, тој како не знам. Ама тоа едно е снимка што е снимена така, друго е снимки извадени од системот, од државата. Од каде мислиш дека се тие снимки што беа за Бојко? Тоа не може да знае, може од надворешна служба, може од овде. Ја не се сомневам дека ако имаш, дека има можност за злоупотреба, дека има. Работата е како тоа ќе оврамиш. И како ќе направиш контрола преку собранието. Тоа е најбитно. Другото, видите, мора да внимаваме многу на човековите права, на човековата приватност и сите ние треба да се бориме за тоа да биде така. Јас не знам како е во другите држави, претпоставувам дека може би така како што викате вие, но ние сме дека треба гледаме за нас како. Ја викам 2 пати се изгоревме
и мораме да научиме на нашите грешки. најмалку да. Обично се учи, нели велат, паметен човек учи на туѓите грешки. така. Ние еднаш нашата не научивме, уште еднаш нашата не научивме грешка и сега не знам што повеќе да направам. Така е, секоја декада ние имаме по некоја таков проблем. И според мене тоа не е во ред, бидејќи како што кажува и господинот Златев, тие на Заев бомбите или како ги викаат тие снимките кружеа, се купуваа, едно време се зборуваше дека ги имало на бит пазар за определена цена на пари, на Косово ги имало, не знам кај уште ги имало. Немам докази, така се зборуваше во јавноста и тука гледате вие дека системот не функционира, дека системот е руиниран, а човековите права според мене се многу важни, речем тие се врвен приоритет кој што државата мора да ги заштити, бидејќи ние граѓаните плаќаме даноци во оваа држава. Но политичка опција која два пати ги злоупотребила тие снимки и сега набавува некаква софистицирана опрема која баш нема да може да се следи како функционира. За поздравување е тоа што од она што го слушнав од пресконференцијата, за поздравување е тоа што сите политички чинители, сите политички партии кои што имаат свој сите пратеници практично од таа комисија донеле имале унисон став и едногласно одлучиле како понатаму во поглед на ова прашање. Тоа наистина е добро за почеток. Како потоа ќе се развива, претпоставувам ќе имаме како јавност можност и да коментираме, но тука мора да има експресна реакција на институциите кои што се во овој случај засегнати. Никој не спори дека оние кои имаат посебни истражни мерки може да бидат следени, работата е тоа да не се создаде тој гаф, оние кои се без посебни истражни мерки. Да се тоа мора да биде во целосна контрола, согласно во процедури, согласно почитување на човекови права, никаде нула злоупотреби, така натаму и тоа исто така многу важно. Пренџев од позиција на, вие го следите АНБ, од позиција на транспарентноста на службите, од позиција на тоа колку службите во моментов се плашат од собраниската контрола, од народната контрола, имаме подобрување во изминатиот период? Може да се детектира дека е барем малку различно или се уште службата има онака една лагодна позиција, не да прави што сака, но да замижуваат сите во однос на нејзините действија. Значи, целосна контрола на работењето, ниту на АНБ, ниту на АРА, ниту на ОТА, тешко е да се направи, бидејќи вас ви требаат прво информации, потоа ви требаат и стручни луѓе кои што пред се вота во делото и граѓански совет, колку време не профункционира. Значи, законот е направен пред колку години беше, се е поминато, бидејќи вие на пример кога ќе отидете да речеме во ОТА, од она што колегите го зборуваат, таму се хајтек машини кои што вие како обичен човек, како лаик, независно која професија имате, ако не сте специјализиран, не можете да го разберете. И јас секогаш го зборувам с тие директори дека да бидат они контролирани од страна на цивилен надзор, од страна на собраниски надзор и во нивни интерес, дека биле контролирани. Дали има подобрување? Не знам дали има подобрување, не можам да го споредам со преходниот период, но од она кое што, например, го гледате во определени извештаи, таму немате некои информации кои што се навистина сериозни безбедносни брифинзи од страна на пратениците и сметам дека во иднина тие два закони за нивната работа треба да се допрецизираат со цел да цивилниот надзор го добие она заслужено место кое што треба да го има, да биде вистински цивилен надзор и сите оние треба да сватат дека сите ние кои што се бавиме со општествени работи, да си пратеник, да и работиш во службите, си специјална држава или било што, се дека земаш пари народни, пари кои што некој ги одделил преку даноци да ги плати, ти си должен да бидеш транспарентен, без при тоа да имаш превисоки мислења за себе, прениски за другите, дека нема да те фатат, бидејќи ништо не може да биде скриено, на крајот денот се излегува на површина. Ќе одиме со прашањето кое што вака ги измачува сите во периодов, а тоа е, да го индивидуализираме. Дали Љупчо Пренџев ќе гласа за уставни измени? Не, ни по точка разно. Зошто вака сега вие против интеграциите на Македонија во ЕУ? Ќе одите, мислам... Видете, во поглед на таа тема, изминативе 2 недели на јавноста и стана кристално јасно едно нешто кое што нас ни беше јасно во собранието, пред се зборувам, а тоа е дека во овој момент на Социјалдемократскиот сојуз му е поважен Дуи
од Македонија. И второ, дека поважно им е дали и кога бугарите ќе влезат во македонскиот устав, од прашањето дали и кога Македонија и сите граѓани ќе влезат во Европската Унија. И тие вака според мене се две клучни работи кои што излегоа на површина изминативе 2 недели, се другото е дневен пиар и практично спинување на вистината, а вистината е тоа дека сите 44 пратеници на пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата Обнова на Македонија по ниту едни услови нема да се согласиме да гласаме промена на устав под бугарски диктат. Добро, а во врска со ставот што излезе од прател на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски за одложена примена? Затоа кажав дека двете клучни работи кои што излегува на површина е тоа дека СДСМ повеќе се секира за ДУИ и просперитетот на ДУИ неголи за Македонија, и второто дека повеќе се секира за тоа кога и дали бугарите влезат во македонскиот устав, неголи кога македонците и сите граѓани кои што живеат овдека ќе влеземе во Европската Унија. На тие велат ова е тоа. Поминели, почнуваме со преговори. Кој е да помине? Уставните измени. Тоа е нивниот аргумент. Добро, но прашањето тука, Ивица, е што фајде кога ние ќе ги почнеме преговорите? Пак ќе го... Не се работи, се извинувам што да прекинувам. Според Златев, не се работи за фајде. Се работи за принцип. Кога некој ве гласал, испочитувал, станал, заокружил, Добра, вие сте станале функционер. добра. Така, вие прво и основно, тоа е чест, што го имате прилика да бидете, имате определена општествена раководна функција, и второ е одговорност према сите оние кои што те гласале, не те гласале или не излегле да гласаат. И ние викаме вака. Ќе ти реплицирам многу паметна паралела и нешто на што вие од опозицијата баш и не може да му одговорите на СДСМ периодов. Ајде. А тоа е ставот на опозицијата беше ние не прифаќаме уставни измени затоа што немаме мандат да прифатиме уставни измени. Јас согласувам со тој став и го печатирам. Но од друга страна, со прифаќањето на предлогот за одложени уставни измени, значи вие имате мандат. Одложени не се работи, измени не се работи. Ние да добиете. Ние рековме вака, ние немаме мандат да промениме устав сега. Ама имаме за отпуск. Не е за отпуск. Да не ги вулгаризираме работите, да бидеме прецизни. Сакаме да го разјасниме тоа. Ние сакаме да видиме зачуван македонски идентитет. Ама не сакам само да слушам дека на Фронтекс сме подпишале договор на чист македонски јазик, божем вчера зборувавме на нечист македонски јазик, туку ме интересира следното. Она што го подпишал Бујар Османи како протокол, вели дека се додека комисиите на двете држави, историските комисии, не ги утврдат фактите, Македонија се да исполни, таа не може да биде членка на Европската Унија. Историјата, твоето минато, нашето минато е идентитетот и коренот на секој еден од нас. И тоа е од суштинско значење за сите нас. И ние викаме вака, додека ние не го заштитиме тоа, нашиот корен, нашиот идентитет, ние не можеме и да почнеме преговори, ниту да ги завршиме преговорите, бидејќи тоа ќе биде слепа улица. Се додека ние во 21. век не се избориме конечно да ставиме точка и меѓународно признавање на се она за кое што нашите предци се залагале, се друго е слепа улица без крај и ќе продолжи со уцени и закани. Така. Ние викаме вака, нас ни е императив, последен императив да влеземе во Европската Унија. Да влеземе како македонци, кои што зборуваат македонски јазик, имаат собствена, многу вековна македонска историја. Држава градена од нашите предци, дале животи, дале крв. Додека ние тоа не го обезбедиме, ние не можеме да разговараме за било што понатаму. И затоа кажав, двете работи излегоа на површина. Так. Дека Значи, вие немате мандат да го менувате идентитетот, практично. Тоа сакате да ни кажете. И немаме мандат и било каков како луѓе, немаме мандат да ставиме Република Македонија и нашиот идентитет на коцка.
Бидејќи овие луѓе си почнаа со Заев, он беше all in, он ставаше се на коцка, или ќе биде джа, или ќе биде бу. Не. Ова се многу сериозни работи. Забравихме на тази all in, леле кој беше премиер на земја. Ама сега вие не викаат all in, а се однесуваат така. Јас играв со Македонија all in. Што ви... Знаете, овде во овој период се создава еден дискурс дека еве опозицијата ќе издаде и СДСМ го подгрева тој дискурс со тоа што СДСМ вика прифатија уставни измени на таа лидерска средба. СДСМ може да вика што сака. Уставни измени никој не прифатил. Работите беа јасни. Пак ќе повторам, она кое што им го извадивме на површина да види цела македонска јавност е нивниот однос кон државата и кон нашата историја и идентитет. Еве сега повторно викаат ќе преговарале сега Маричич ќе преговарал со секој пратеник посебно. Се зема прашањето. Јас сакав да прашам дали се слушнавте со Маричич, бе побарали од кабинетот, бе побарали Маричич. Бивте че ќе каснете ли со него? Не сум се слушнал, не планирам да се слушам, само можам да му порачам, да му порачам на Маричич, а и на премиерот Ковачевски дека вршење на притисок кон пратеник за да донесе одлука спротивна на таа која што тој би ја донел е кривично дело. И малце повеќе да се заангажираат околу работите, бидејќи народски кажано државата ќе ни проводи. Немајки... А кога пратеникот се вика Крсто Муковски, дали е кривично дело? Или Бети Камчевска, или Љубен Арнаудов, или... Па да, они препоставувам дека Маричич беше тогаш исто активен во политичкиот живот 2018 година, но сега не сме 2018 година, сега сме 5 години подоцна. Да, беше сега сме 5 години подоцна и мојата порака е дека тој филм нема да го гледаат со оваа пратеничка група. Штета, па не, ние сакавме отворено ви се нудиме, доколку ве побарам, Бојан Маричич. Ние да идеме место вас. Друго сакаме да кажеме. Ние сакаме отворено се понудиме, еве, предпоставам дека ќе биде доволно пристоен да изберете вие место за средба. Сакаме да ви го отстапиме студиото, да се видите вие со Маричич овде во живо, ние ќе се тргнеме, вие само двајца гледате се. Нормално ќе биде емитувано и аудио и видео, предпоставам дека вие немате проблем со еден таква средба со вице-премиерот Маричич, така? Па да чуе целата јавност еве што ќе се зборува меѓу вас и него. Предпоставам дека под овие услови немате проблем да се видите со... Видите, пак ќе ви кажам, ако не име темата уставни измени, денеска нема што пресконференција да направат, нема како да се обратат на јавност, нема како да изманипулираат јавност и нема како да ги покријат огромните корупцијски скандали кои се случуваат на Република Македонија. И да се гледаме со нив немаме никаква намера, затоа што имаме многу попаметни работи. Бојан Маричич и целото раководство на Социјалдемократскиот сојуз се според мене веќе минато завршено време и тие го знаат тоа. И едноставно не гледам потреба да трошам било какво време на теми со нив. Да ја прокоментираме, еве, ово утро баш во тоа прво соопштение на СДСМ 8 сабајле стига на мејлот на сите медиуми. СДСМ вели само ДПМН е левица и партии од Бугарија се против резолуцијата на Бундестагот. Вика, само партии од Бугарија и ДПМН е левица се против резолуцијата на Бундестагот. Откако стана кристално јасно дека Мицкоски не лобирал за резолуцијата на германскиот Бундестаг, ДПМН почна да плука по неа. Што стои во усвоената резолуција за која само ДПМН е левица и партии од Бугарија ја напаѓаат? Германскиот Бундестаг ги признава македонската култура, идентитет и јазик. Во Европската унија, која се карактеризира со голема разновидност на јазици и култури, јазиците се составен дел од нашето заедничко културно наследство. Јазичната разноликост се практикува во повеќе јазичноста во програмите и во работата на институциите. Македонскиот јазик и култура дополнително ќе збогатат оваа различност. Разликост. Ја вако разноликост да не е. Разликост. Грешки имаат печатна. Европската унија го смета зачувањето и заштитата на ова богатство како една од нејзините најважни задачи. Заедничкиот став на ВМРО ДПМН е
левица и на Бугарија Не, бил против истина. ова. Ама само не видите, не морам вака се во име на емисијата да му се извина вака на Љупчо, затоа што Злате добива наутро вака напади на мазохизам и чита партиски соопштенија од време на време. Не е лесно да се истрпи вака во колку е часот? 10 до 9 вака партиско соопштение било чие. Ова е партиските соопштенија се одличен начин, почитувани слушатели, да го подобриме и нашиот и вашиот метаболизам. Продолжуваме понатаму. Видите, знаете како, препоставувам дека вака би реагирале 99% од кои ќе го прочитаат соопштението на Социјалдемократскиот сојуз, вклучително и 90% од нивното членство бидејќи нив им е јасно. Наистина е ниско и срамно да партија која што ја води државата 7 година поред да исплаќа вакви соопштенија, при тоа тие како основен постулат на секое нивно соопштение на голем дел од нивните политики е лага која што тие се измислиле таа лага и потоа таа лага ја бранат или ја напаѓаат со сопствени ставови со цел да пишат нешто, ради тоа што морало да пишат денеска нешто, им пишале таму дека треба да имате 5 соопштенија и сега мора да ги направат тие 5 соопштенија. Тоа е трагедијата во македонската политика, тоа е зошто потоа граѓаните имаат се помалку и помалку доверба во политиката. Препоставувам дека оној кој што го пишал соопштението не ги гледа изјавите на Јотова, не ги гледа изјавите на Радев. Препоставам дека оној кој што го пишувал соопштението не ги прочитал протоколите кои што ги подпишал Бујар Османи во врска со нашата историја и идентитет и сите оние личности кои што значат денешна Република Македонија се вградени како темели во неа, а во поглед на одлуката на Бундестагот, лага е дека било кој од нас ја нападил или ја омаловажувал. Напротив, истиот ден баш ги ја следев во кола бев на вашата емисија, мислам дека беше минатиот петок, колега пратеник кој што дел од извршниот комитет на ВМРО ДПМН ја поздрави одлуката на Бундестагот. И не сметам дека е наше да се мешаме во внатрешната политика на Германија, кој зашто, како и дали и зошто гласа. Она што Германија го направила е добро. Дали ние бараме работи кои што се надвор од ова кој што тие го напишале како декларација? Да, бараме. Зошто бараме? Бидејќи имаме сериозни проблеми на Балкан, дека како на мала држава, поголемата држава членка на Европска унија, ни го ништи идентитетот и тоа јавно го кажува, при тоа не срамејки се од своите постапки. И сметам дека ние тука треба да се фокусираме како да си го спасиме идентитетот, а при тоа да одиме напред. Да, Германија и другите држави и членки на Европска унија се наши пријатели, тие ќе бидат наши пријатели, впрочем ние аплицираме да бидеме во нивното друштво, не аплицираат тие во нашето друштво да бидат, но ние мораме да го направиме тоа како достоинствени македонци кои што имаат своја многовековна македонска историја. И јас не гледам кој дел од ова кое што ние го зборуваме, нив не им е јасен, ама мора нели да се напише нешто колку за да се напише. Па добро, но пак не е малку се ова. Љупчо Георгиевски имаше еден интересен став, би сакал да го прокоментирам, он вели ние сме нација која е признаена со најмногу резолуции, вика, во историјата. Не постои нација која волку многу е признаена. Ајде. Од собранијата. Добро. Видите, мојот демократски капацитет дозволува да секој да има свој став, независно колку ставот кој сподира со реалности. Впрочем, во демократијата на крајот на денот граѓаните одлучуваат кои на кого му веруваат и кои сметаат дека ќе направи повеќе за нивниот живот, за животот на нивните деца. Љупчо Георгиевски. Ивица некако заборави ова утро на тој дисклеймерот дека он е татко на македонската демократија. Добро, веќе знаат тоа гледачите и слушателите, мислам дека нема потреба да се Ја очекувам дека секој го каже така рече. Да искористиме, имаше малку минути до крајот на емисијата, меѓутоа имаме еден благодарен соговорник кој што следи и работи, кој што да излеземе само од овој делот околу уставните измени и следењето на комуникациите. Ренџов, со Љупчо тога коментиравме, излезе една статистика дека Македонија во првите 5 земји по скапување стамбениот квадрат лани, што нормално се должи на оваа инфлација што имаме. Дури слушнав еден разговор вчера, не ти кажав вакво дека вика Скопје станува вика прохибитивно вика за млад пар вика да купи стан. Ивица да, но потоа таа статистика што ја објави е нецелосна, затоа што кога ќе се ние сме четврти, да речеме, по поскапување. Но кога ќе се
извади инфлацијата од процентот на поскапување, кој ќе се одземе инфлацијата, која е практично како причина за поскапување, излегува дека во Скопје становите поскапеле само за 1% минатата година. За разлика од еден Истанбул, каде што со одземена инфлација во Истанбул поскапеле 50% становите. Тоа не значи дека Скопје станал атрактивен град, значи да се разбереме, туку тоа значи дека Македонија станала држава со голема инфлација и скапа за живење. Јас ќе се обидам ова преку онаа финансиска призма да ви го објаснам. Затоа што кога ќе видите дека негде поскапело, во Белград исто така има огромно поскапување. Но кога ќе одземете српската инфлација, поскапувањето пак излегува негде 10-7% и така натаму. Ние кај нас искача 20%, ама земете ја за последните 2 години инфлацијата и пресметајте ја во таа сума и ќе сватите дека всушност нема поскапување, туку дека се поскапело заедно со становите. И веројатно еден млад брачен пар кој што се пристапува пред офицерот од банка што треба да им даде кредит, ќе им биде полесно. После това твое толкување. Добро, нема да им биде полесно. Ќе биде полесно во оној момент кога оваа инфлација ќе се одрази и на платата, односно и кога платите ќе се зголемат, па младите баначни парови нема да имаат проблем да дадат 1300, 1500 или 1700 евра по квадрат, затоа што платите ќе им бидат, ако претходно им биле 40, сега ќе им бидат 65.000 денари, да речеме. Да. Проблемот кај нас е што платите не ја следат инфлацијата. Моje мислење, баш сега тоа и размислувам дека го поставувавте прашањето дека дискутираме. Неколку изминативе години, неколку пати гостувам во вашата емисија, која што е утринска, нели? И секогаш се трудам да, кога ќе дојдам, барем за нешто да направиме добро муаве, дека имаме некој добар успех, утро е, убав е денот, нешто позитивно се случило во Република Македонија. Како човек, лично за себе сметам, можеби не сум во права, не сум човек кој што е конфликтен, кој што заиниот ги зборува работите, секогаш се трудам да видиме и другата страна како размислуваат, како се најде заедничко решение, како се оди напред. Едноставно, овие неколку години изминати во Република Македонија, каде да отворите, на кои поли да отворите, работите не се добри, се црни. Немам друг збор како да го кажам, вклучувајќи го и стандардот на граѓаните. Се поскапува, само човечкиот живот станува ефтин. Значи, идете вие во маркет, имате цени повисоки неголи во Австрија. Луѓе кои што беа во Австрија, беа на гости, баш вика ги гледавме и таму цените, и тука кај нас вика 50-60% од продуктите во маркетите се поскапи неголи во Австрија. Мислам дека во Линц бил во град. Да, истото е горе. Викам, добро, таму колку е? Добро, таму колку е, викам, минимална плата? 1400 евра. А имате поскапи продукти во Македонија на минимална плата од 300 и нешто евра. И тоа се сериозни проблеми, како што е сериозен проблем да еден млад брачен пар да купи стан од некои 50 квадрати, минимум 50 квадрати. Вас за да го купите станот, да го наредите станот, да платите данок на промет, да платите нотари, ќе ви требаат некаде околу 75 илјади евра и тоа да го земете некаде на периферијата по цена од 1250, 300 евра квадрат. И сега се поставува прашањето, ако еден млад брачен пар кој што тогаш почнуваат во кариерата, земаат помала плата од таа што би ја земале во нина, би ги зени почетници, приправници така натаму, како тие луѓе ќе купат свој дом и ќе основаат сопствено семејство, кога прво да отидат во банка, никој нема да им даде кредит за да купат тој стан, бидејќи вие кога ќе земете кредит некои 70-80 илјади евра, имате рата која што е повеќе од третина или 50% од вашата месечна заработувачка. Така. Потоа се вртите и гледате дека се враќаме на првото прашање од ова гостување, како некој вчера влегол во политика, излегол со джипови, излегол со станови, па гледате некои таму, не знам, деца на функционери, на судии, на обвинители и секогаш имаат повеќе од вас, а вие сте се едуцирале во тоа време, единствениот спас, единствениот надеж е да напуштите Република Македонија. Најквалитетното свинско филе, значи филе, не зборуваме она со коска или така натаму, во Берлин, одам на globalprice.info, во Берлин денес чини 7,7
долари, пошто америчка е странава што го следи, значи во долари пресметува Тоа е $8 прилика по 5 400 денари. 400 денари. Во Скопје цената е 420. тука негде. Со една разлика што во Германија просечната плата е 1700, 2200, сега не знам колку е. Дај само провери ако случајно доаѓа, ако прифати Маричиш тука со радио. Average salary in Berlin. Сега Берлин и Скопје, значи не споредуваме со помали градови, со све, значи нето е 54.000 евра годишно, просечно. Поделено на 20, 54 поделено на 12, тоа е 4.500 евра. А цените се исти. А ние се помалку од 500 евра. Бидејќи, Да. знаете дека повеќе од 70 Да. и 4-5% од граѓаните земаат под таа посечна плата од... Значи просекот е 3500 евра нето. Да. Месечно. Не, малце повисоки се даноците таму во Германија. Еве и половина да е. Пак е сериозно. Па не, да ти кажам искрено, ако се кај нас 33%, 3500 до 4500, поише од кај нас е данокот, поише од 33%. Драматично поише од кај нас во Германија, сигурно. Прогресивни даноци. Не е битно, еве и пола да е, така? Еве, average net salary, ајде да видиме, нето, и Берлин, значи 42.000 годишно. 42 поделено на 12, еве, 3.500 евра, како што кажам. 3.500 евра, месечно просечна плата у Берлин, свинско месо кошта исто колку Така, овде. така. Тоа се реалните работи. Можете ова да го направите со било кој продукт, Така и купен со во млекото, маркет. така и со другите возила да се поевтини. Па добро, затоа што немаат царина, они ги Ама произведуваат. немаат, ама да. добиваат поквалитетен живот за помалку пари. Имаат време и за себе, имаат средства за себе, имаат време да прошетаат, а кај нас Па не е едноставно ни чудо што И не Трка. тука не види на статистика колку се продуктивни. Во Европа по број на работни часови најмалку работат германците. Но многу се продуктивни, тие работни часови таму се работи. Не Ама се се пие задоволни кафе. од платата. Се задоволни од тоа што го заработуваат. Културата нивна е таква. И од тоа што колку вреди таа плата што ќе ја земат. Овој со таа плата која што ќе ја земат вреди. Вреди да го поминат месецот соодветно на тоа што тие го замислиле за себе дека треба да го Да. прават. И при тоа тие шетаат, одат и во на Балканот, одат и во Турција, одат и во Шпанија и гледаат дека тие на вистина живеат многу подобро од сите тие, се задоволни од себе, задоволни се од своето работно место. Еве, ако зимаат просечна плата и маж и жена во Германија, тоа значи 3,5 и 3,5, тоа се 7.000 евра. 2.000 евра да им идат на стамбен кредит, тоа се 5.000 евра во месецот за живот. 5.000 евра со цени во маркети за живот, за Плюс себе, минус 20%. плюс минус 20% од кај нас. Да не, пази, значи сега, едно е статистика, едно е, знаеш, реален живот, тука има просечна плата, средишна плата, се, значи, Добро. да не е... Ама не, далеку да не. е подобар живот, Не да не. факт е тоа. Значи, во Меѓутоа, Македонија- дали ова просечно семејство што ти го опиша, што им останува 5.000 евра во Германија, не. На просечно семејство во Германија 5.000 евра нема остануваат. Ама еве сега статистиката ти да. Добро. Ама се зборуваме сега. Ама еве сега просечно семејство во Македонија колку му останува. Точно, тоа е друга. Тоа е Двајца со Точно, просечни плати точно. имаат заедно примање 60.000. Точно. Од тие Тоа е многу ретко. 60.000, а? Тоа е многу ретко, бидејќи 75% од граѓаните земаат под минимална плата. Добро, еве нека биде тоа. 60.000 денари минус стамбен кредит 20.000, ако нели за да си Да. приуштат некаков дом, тоа ти се у Македонија 40.000 денари во ситуација во која само да јадеш потрошувачката кошница е 38.000 денари. А каде е тука сметката за струја? Каде е сметката за парно? Каде е сметката за вода? Превоз. И да се Превоз, да се облечеш. Точно. Не, добро, тоа влегува облеката во потрошувачката кошница. Ама не влегуваат Да. други работи. И Така што не е ни чудо што многу наши се упатуваат кон Германија, па сега се таму поштари, достава или ова или ова. да. Ама Сигурно не одат, не бегаат од што им е добро. Да. И ако таму е полошо, ќе се вратат, а никој не се враќа. И тоа е наистина многу сериозен проблем и многу сериозен предизвик за следната влада, бидејќи не како секој еден семејство кој што ќе си отиде надвор од Република Македонија,
тоа повеќе пари во државата не троши, тоа семејство не плаќа данок, тоа семејство веќе не излегува, не знам, во продавница, маркетот има помалку промет, преку тоа и помалку данок. Тој што продава гориво, ќе нема продава, помалку ќе продава. Тој што се шиша, тој што оди било каде, едноставно тоа е цел систем економски синџир во кој што ние имаме сериозни проблеми, нешто се бави СДСМ како власт, колку што може уште вие месеци со тоа, барем нешто да спаси, они се бават со вакви сообщенија во 8 Савалја, предпоставам кога вчера уште го напиштале, се надевам дека на слушателите им го подобривме метаболизмот. Една благородна работа од наша страна. Пренџов, за Бехтел и Енка заборавивме некако држава. Еве, дури вчера имаше некои медиумски надписи, или завчера читав во врска со надзорот кој што треба да биде на Бехтел и Енка. Тие со гаки, бе. Уште тие со долен веш што произведуваат фирмата. И така, обвинителството нема никакви информации или уште трае предистрага, не знам како беше, важно мртва точка. Лјупче е многу посветен, па само да прашам, сондава стигнали што Сега следно, пошто до сега има 2 отварања свечени или 3 веќе на тој автопат, таму нема една лопата не е. Не, трето беше сондава, стигнали сега тоалети веќе ги отвараат за работниците кои ќе ги постават, па тогаш ќе иде Ковачевски да се слика, може и да го пушти казанчето свечено. Само не знам, во тие монтажните нема казанчи. Нека како изгледа тоа, сече панделка. Од прилика, пошто до сега 3 пати ги пушта. Пречо ти благодариме за гостувањето ова утро. Мислам дека единствено отварањето на работа на оваа пругата кон Бугарија уште води во однос на Бехтел и Енка. Свечено отварање на работите, свечена подготвителна, свечена ваква, свечена таква, 90 па навака колку беа. Али во однос на како се вика на пролазно време, нели? Тука Бехтел и Енка сега со отварањава е. Да. Еве нашите слушатели што работат во Германија велат дека многу високо е тоа што сме кажувале 3.500 евро, они земале меѓу 1700 и 2.500, да, но вие одите во Германија како неквалификувана работна сила. Јас ви зборувам за двајца со високо образование. Нели, тоа е паралело, тоа е високата средна класа сегде у светот, двајца со високо образование кои работат на убави работни места. Инженери, доктори, зборуваме за, не знам, правници, адвокати. Добра, тогаш не значи да ги споредуваме с луѓе што земаат 30.000. Ама не, добро и господата кои што напишале, јас претпоставувам дека 30.000. Како? Колку заработува во Македонија овакво што е како се вика правник вработен во банка некоја? Колку заработува? 30.000 заработува? 36.7. Толку заработуваат, Пренџов, се ти го кажувам секторов. Но како иде, господинот? Еве во државна администрација. Добро, да висока средна класа не е тоа, висока средна класа во Македонија има поголеми примања сега. Не, во Македонија проблемот е што нема висока средна класа. Добро, чисто да кажам за господинот кој што е благороден што не слуша, препоставам дека се согласи дека многу кој работи некоја работа со 2000 евра плата, тогаш тоа е многу повеќе него тоа што би го работел во Република Македонија, доколку месото и другите продукти имаат иста цена. Да земал некој 2000 евра од дека плата што работи во фабрика, никогаш нема отиде во Германија. Он веројатно работи не знам, еве, да речеме како поштар, зема 2200 евра плата. Тука би земал 22.000. Тука би земал 22-3000 денари. Да. А цените се горе долу. А цените се горе долу. А 6 пати е повисок стандардот. Да. И тоа е тоа. Да. И тоа е клучната разлика зашто многу наши одбираат да си одат. Тоа е тоа за ово утро, тука негде завршуваме. Ви благодарам на двајцата. Благодарам за поканата. Утре ни е петок, ќе се припремиме да го ставиме печатот на неделава јас и Ивица. Вечер сум на Само вистина со Павле Богоевски, гледајте во 18:30, одма си дам само маркетинг. Пошто јас сум директор, нема да се казнам сами од себе си, пошто одам на други медиуми. За разлика од тоа, некоја пракса сега што има по медиумскиот сектор во земјата. Останете со 107,4, ставете subscribe на нашиот YouTube канал, слушајте најдобра музика на Радио Лидер и читајте lider.mk.